Добар ден на сите. Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни и комунални дејности со предлог следниот дневен ред. Прва точка. Програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2025 до 2027 година. Втора точка. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2025 година. И трета точка. Програма за измени и дополнување на програмата за користење на одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Едногласно. Одиме со првата точка. Програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2025 до 2027 година. Тука е представникот од општина Битола Маријана Спасевска. Повели Маријана. Почитувани советници, добар ден. Пред вас е предлог за измени на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2025-2027 година. На стартот да напоменам дека на почетокот во текстуалниот дел имам една грешка направено што се провлекува во делот на прецизирањето на годините 24-та, 25-та, 26-та треба да стои 25-та, 26-та, 27-та, меѓутоа како што ќе ги читам, ќе ви обрнам внимание точно во кој дел треба да се изврши корекција. Во програмата за развојни планови на општина Битола за период 2025-2027 година се вршат измени на планираните расходи на развојната програма по години од 25-та до 27 година и истите гласат. Програмата започнува со реализација во 2025 година, а плановите опфатени со неа имаат рок за реализирање во наредните 3 години, поточно заклучно со 2020, тука треба да биде 2027 година. Планираните средства на ова тригодишна развојна програма со измените изнесуваат 2 милиарди 214 милиони 267 милијади 61 денар, прилог 1 составен дел од оваа програма. Средствата во висина од 631 милион 480 662 денари се определени од буџетот на општина Битола, треба да стои за 2025 година, и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во прилог 1. Средствата во висина од 1 милиарда 241 милион 622 353 денари се определени од буџетот на општина Битола, треба да стои за 2026 година и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во прилог број 1, и средствата во висина од 341 милион 161 046 денари се определени од буџетот на општина Битола за 2027 година и се распределуваат на начин како што претходно потенциравме во прилог број 1. Согласно програмата за користење на капитални дотации за инвестициони проекти на општините и општините на градот Скопје, службен весник на РСМ број 27/25 и 65/25, се вршат измени и дополнувања на програмата за развојни планови на општина Битола за период 25 до 27 година и тоа. Да појаснам, значи во овој дел сега ќе читам измени кои што се прават во развојната програма согласно, просто кажано, кредитот, средствата што се земени од унгарскиот кредит. Значи, прво, во буџетска програма Ј.Д. изградба и реконструкција на улици и локални патишта, во следните развојни програми се вршат измени и дополнувања. Овие се дел кои што веќе претходно беа дел од развојна програма. Во ЈДЗ изградба на паркинг простор кај Овчи пазар. Во ЈДЗ изградба на паркинг простор кај Јат пазар. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на дел од улица Владко Миленковски, дел од улица Паца Ванчова и дел од улица Гаврило Принцип. Во ЈДВ реконструкција на коловоз на улица 7 бригада. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на улица Христо Ботев. Во ЈДЗ изградба на патот до манастирот Свети Меркјури во село Барешани. Во ЈДЗ реконструкција на коловоз на улица Димитар Тодоровски, поранешна улица 11. Во ЈДЗ изградба на коловоз, сообраќајна инфраструктура и улично осветлување на Северна улица 3 со стамбен простор, стамбена улица 1 со паркинг простор и пристапна улица 1 од дуб за комплекс болници.
И во ЈДЗ реконструкција на коловоз на улица Бегова Чешма. Се додаваат 16 нови развојни програми кои што не беа дел од претходната. И тоа: ЈДП реконструкција на коловоз на улици во село Ротино, ЈДА реконструкција на коловоз на улица Дебарска, ЈДП изградба на коловоз на локален пат за село Раштани, ЈДА реконструкција на коловоз на дел од улица Васко Карангелевски и улица Романија, ЈДП реконструкција на коловоз на улици во село Трн, ЈДП реконструкција на коловоз на улици во село Братиндол, ЈДА изградба на комплетна инфраструктура на улица Донка Ушлиова од Дуб за Даме Груев, Урбан блок 18, ЈДО изградба на инфраструктура на улици во Арама четврт 2, СТУ 6, СТУ 6А, СТУ 13, СТУ 14 улици од урбанистички проект за Стрчин. ЈДП реконструкција на коловоз на локален пат за село Горно Ореово. ЈДТ реконструкција изградба на коловоз на улица Булевар 1 мај кај Стара Треска. ЈДА реконструкција на коловоз на улица Маркс и Енгелс, а распределбата на средства по години е прикажана во табелата од прилог 1. ЈДЦ реконструкција на коловоз на улица Георги Димитров. ЈДЕ изградба на инфраструктура на улица СТУ 5А во Арама четврт 2. ЈДХ изградба на комплетна инфраструктура на паркинг на улица СТУ 9 во Арама четврт 3, вклучувајќи коловоз, атмосферска канализациона мрежа, улично осветлување и сообраќај, ова е комплетна инфраструктура. ЈДЈ изградба на паркинг простор позади кифлата, коловоз, улично осветлување и сообраќај. И ЈДК изградба на паркинг простор кај хеликоптерот, коловоз, атмосферска канализациона мрежа и улично осветлување. Број 2. Измени и дополнувања во буџетска програма ЛА спорт и рекреација капитални трошоци. Во следните развојни програми се вршат измени и дополнувања. Зборувам за развојни програми во кои што беа веќе составен дел од развојната програма. ЛАН изградба на атлетска патека и борилишта на стадион Петар Милошевски. ЛАГ изградба на типска училишна спортска сала во двор на основното училиште Стив Наумов. ЛАД изградба на типска училишна спортска сала во дворот на Подрачното основно училиште Даме Груев во Долно Оризари. ЛАЗ изградба на типска училишна спортска сала во дворот на основното училиште Теодор Ангелевски. ЛАИ изградба на спортски игралишта во основното училиште Гоце Делчев на КП 12422/7. ЛАХ изградба на спортски игралишта во основното училиште Даме Груев. ЛАЈ изградба на спортски игралишта во Подрачното училиште Коле Канински. ЛАЛ изградба на спортски игралишта во Подрачното училиште Тодор Ангелевски на КП 418/7 К Раштани. ЛАК изградба на спортски игралишта во основното училиште Гоце Делчев на КП 12450/7 кај Турското училиште. ЛАВ изградба на спортски игралишта во Подрачното училиште Тодор Ангелевски на КП 2498 во Битола. ЛАО реконструкција на спортски игралишта во основното училиште Климент Охридски. ЛАХ реконструкција на спортско игралиште во урбаната единица на поранешно стрелиште. Број 3. Се воведува нова буџетска програма по насоки на Министерство за финансии. Дел од енергетиката треба да биде разделена. Тоа што беше во енергетика за улично осветлување ни сугерира дека треба да биде ставено во нова буџетска програма и воведуваме нова буџетска програма ЈА изградба и реконструкција на јавно осветлување. Во оваа нова буџетска програма се додаваат две нови развојни програми. ЈАТ изградба на улично осветлување на паркинг на улица Браќа Џеферови. ЈАГ реконструкција на улично осветлување на улица Георги Димитров. Број 4. Во буџетска програма ЈИ изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води. Во следните развојни програми се вршат измени и дополнувања во тие во кои што беа веќе претходно во развојната програма. ЈИА реконструкција на канализациона мрежа на улица Христо Ботев. ЈИА реконструкција на канализациона мрежа на улица Димитар Тодоровски 11. ЈИХ изградба на фекална и атмосферска канализациона мрежа на Северна улица 3 со стамбен простор, стамбена улица 1 со паркинг простор и пристапна улица 1 од Дуб за комплекс болници. И во ЈИY
реконструкција на канализациона мрежа со приклучоци на улица Бегова Чешма. Во ова буџетска програма се додаваат 7 нови развојни програми, и тоа ЛИМ, реконструкција на канализациона мрежа на улица Дебарска. РИР, реконструкција на канализациона мрежа на дел од улиците Васко Карангелевски и Романија. ЈИТ, реконструкција на канализациона мрежа на улица Булевар 1 мај кај Стара Треска. ЈИВ, изградба на канализациона мрежа на улица Донка Ушлиова од Дуб за Даме Груев Урбан блок 18. ЈИУ, изградба на канализациона мрежа во Арама четврт 2 на улиците СТУ6, СТУ6А, СТУ13 и СТУ14. ЈИW, изградба на канализациона мрежа на улица Ѓорги Димитров. ЈИВ, реконструкција на мешавита канализациона мрежа на дел од улица Даме Груев, Мал Парис, крак 1 и 2. Број 5. Во буџетска програма ЈГ, изградба и реконструкција на системи за водоснабдување, во следните развојни програми се вршат измени и дополнувања во програмите кои што беа дел од старата развојна. ЈГК, реконструкција на водоводна мрежа на улица Христо Ботев. ЈГЗ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Димитар Тодоровски, улица 11. ЈГА, изградба на водоводна мрежа на Северна улица 3 со стамбен простор, стамбена улица 1 со паркинг простор и пристап на улица 1 од Дуб за комплекс болници. ЙГХ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Бегова Чешма. Во оваа буџетска програма се додаваат 7 нови развојни програми, и тоа ЈГЕ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Дебарска. ЙГФ, реконструкција на водоводна мрежа на дел од улиците Васко Карангелевски и Романија. ЙГМ, изградба на водоводна мрежа на улица Донка Ушлиова од Дуб за Даме Груев Урбан блок 18. ЙГО, изградба на водоводна мрежа во Арама четврт 2 на улиците СТУ6, СТУ6А, СТУ13 и СТУ14. ЙГП, реконструкција на водоводна мрежа на дел од улица Даме Груев, Мал Парис, крак 1 и 2. ЙГР, реконструкција на водоводна мрежа на дел од улица Даме Груев, Мал Парис, крак 3. ЙГТ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Ѓорги Димитров. Број 6. Буџетска програма ЈЛ, изградба на други објекти. Ова буџетска програма го менува името во капитални расходи за други комунални услуги и во неа се повторно по налог по препораки на Министерството за финанси, и во неа се додаваат 2 нови развојни програми, и тоа ЈЛВ, реконструкција на објект број 1 во село Кременица, и ЙЛК, реконструкција на објект број 1 во село Крклино. Број 7. Во буџетска програма НА, капитални расходи за основно образование, се додава една нова развојна програма, и тоа НАВ, реконструкција на објект Б1 образование и наука на КП 18914 К Обитола 1-2, 1/2, населба Буковски ливади. Број 8. Се воведува нова буџетска програма КА, капитални расходи во културата, во која се додаваат 2 нови развојни програми, и тоа КАА, изградба на објект за терариум, зоолошка градина, и КАБ, изградба на објект за копитари, зоолошка градина. Распределбата на средствата по години за сите горе наведени програми е прикажана во табела во прилог 1 на оваа програма. Значи, се ова досега што прочитав, сите овие измени и дополнувања се заради средствата од влада со унгарскиот кредит. Исто така, во следните буџетски програми се вршат дополнителни измени и дополнувања, и тоа број 1. Во буџетска програма ЈД, изградба и реконструкција на улици и локални патишта во развојните програми. Во ЈДР, реконструкција на коловоз на крак 1, крак 2 и крак 3 на улица Даме Груев во населба Мал Парис, дел од средствата планирани во 2025 година во износ од 5 милиони денари се префрлат во 2026 година заради динамика на реализација на проектот. Во ЈДЗ, реконструкција на коловоз на улица 8 септември, влез од страна на Скопје, дел од средствата планирани во 2025 година во износ од 7 милиони денари се префрлат во 2026 година заради динамика на реализација на проектот. Во ЈДЗ, изградба на инфраструктура на улица СТУ3 во Арама четврт 1 во 2026 година се планираат дополнителни 600.000 денари заради анекс кон договорот. Во ЈДЗ,
реконструкција на коловоз на улица Љубојно Мукос и 5-та, дел од средствата планирани во 2026 година во износ од 1.572.931 денар се префрлаат во 2025 заради доделени средства од декада на Роми. Дополнително, во оваа буџетска програма се додаваат 6 нови развојни програми и тоа: ЈДП реконструкција на коловоз на улица во село Трново, а распределба на средствата по години е прикажана во табела од прилог 1. Од програма за уредување на градежно земјиште на подрачје на општина Битола за 2025 година се префрла санација на коловоз на пешачки премини на улица Солунска кај Камен мост и улица Димитар Илиевски Муратот во нова развојна програма ЈДА и во 2026 година се планираат дополнителни 1.434.877 денари заради нова предмер пресметка и динамика на реализација, а распределбата на средства по години е прикажана во табела од прилог 1. ЈДД изградба на коловоз и паркинг на улицата Браќа Џаферови, распределбата на средства по години е прикажана во табела од прилог 1. Од програма за уредување на градежно земјиште на подрачје на општина Битола за 2025 година се префрла изградба на коловоз на дел од улица Даме Груев во населба Мал Парис покрај пругата во нова развојна програма ЈДН заради динамика на реализација, а распределбата на средствата по години е прикажана во табела од прилог 1. ЈДФ изградба на крстосница со кружен тек на улиците Македонска фаланга и Македонски гемиџи, коловоз, улично осветлување и сообраќај, а распределбата на средства по години е прикажана во табелата од прилог 1. И ЈДХ санација на коловоз на мост на река Драгор кај старата асфалтна база на ГП Гранит, а распределбата на средства по години е прикажана во табела од прилог 1. Број 2. Во буџетска програма ЛА спорт и рекреација капитални трошоци. Во развојните програми во ЛАА реконструкција на други објекти, дел од средствата предвидени во 2025 година се намалуваат заради вредноста со последната завршна ситуација за реализација на проектот. Во ЛАЦ реконструкција на објект број 1 спортска сала на КП број 1158 КО Бистрица, дел од средствата од 25-та во износ од 7.681.856 денари се префрлаат во 2026 година заради динамика на реализација на проектот. Во ЛАК изградба на велосипедски патеки во 2026 година се планираат дополнителни 6.110.093 денари заради анекс кон договорот. Во ЛАФ реконструкција на спортски игралишта во основното училиште Доктор Трифун Пановски, а распределбата на средства по години е прикажана во табела од прилог 1, и во ЛАУ реконструкција на спортски игралишта во основното училиште Ѓорги Сугарев, а распределбата на средства по години е прикажана во табела од прилог 1. Дополнително, во оваа буџетска програма се додава една нова развојна програма и тоа ЛАВ реконструкција на тениско игралиште во Брусничка населба. Број 3. Од буџетската програма ГД енергетика во нова буџетска програма ЈА изградба и реконструкција на јавно осветлување се префрлаат следните развојни програми. Она за што преска ви зборував. ГДП реконструкција на улично осветлување на улица Довлеџик со кружен тек влез од Охрид, преостанатиот дел се префрла во ЈА, со што нејзиното ново име е ЈАП. ГДВ, развојната програма ГДВ, реконструкција на улично осветлување на улица 8 септември влез од страна на Скопје, се префрла во оваа програма, со што нејзиното ново име е ЈАВ, а исто така и дел од средствата планирани во 2025 година во износ од 2.807.700 денари се префрлаат во 2026 година заради динамика на реализација на проектот. Развојната ГДМ, реконструкција на улично осветлување на улица Никола Тесла, се префрла во новата, со што нејзиното ново име е ЈАМ. ГДР, реконструкција на улично осветлување на улиците 11 март Панде Николов, се префрла и нејзиното ново име ЈАР. Реконструкција на изградба ГДY, изградба на улично осветлување на улица СТУ 3 Варма 4-1, се префрла и нејзиното ново име е ЈАЙ. И
ГДХ, изградба на улично осветлување на Северна улица 3 со стамбен простор, стамбен улица 1 со паркинг простор и пристап на улица 1 од ДУП за комплекс болници, со што нејзиното ново име е ЈАХ. Дополнително во ова буџетска програма се додаваат две нови развојни програми, тоа ЈАЕ, поставување на електрична инсталација и опрема за енергетско поврзување на репортажни возила во градски стадион Петар Милошевски на јужна трибина, а распределбата на средства по години е прикажана во прилог 1 во табелата од прилог 1. Од програма за јавно улично осветлување на подрачна општина Битола за 25-та година се префрла изградба на улично осветлување на улиците 105, 170 и 210 во нова развојна програма ЈАС, а во 2026 година се планираат дополнителни 830.232 денари заради корекција во предмер пресметката на проектот и распределбата на средства по години е прикажана во табела од прилог 1. Во буџетската програма ГД енергетика во развојните програми, тоа ГДQ батерии за УПС за рефлектори на градски стадион, дел од средства планирани за 2025 година во износ од 4.900.000 денари се префрлат во 2026 година заради динамика на реализација на проектот. Дополнително, во ова буџетска програма се додаваат две нови развојни програми и тоа ГДЈ, агрегат за спортска сала Боро Чурлевски, а распределбата на средства по години е прикажана во табелата од прилог 1. ГДУ, санација и замена на филтри на систем за грејење во спортска сала Боро Чурлевски, а распределбата на средства по години е прикажана во табелата од прилог 1. Број 5. Во буџетска програма ВА, изградба на други објекти, социјална заштита и заштита за деца, во развојната програма во ВАА, изградба на детска градинка во Арама, дел од средства планирани во 2025 година во износ од 4 милиони денари, се префрлат во 2026 година заради динамика на реализација на проектот. Број 6. Во буџетската програма ЈИ, изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води. Во развојната програма во ЈИЦ, изградба на фекална канализациона мрежа и атмосферска канализациона мрежа на улици од ДУП за БЛР 4, ДУП за БЛР 4 блок 2, улиците 105, 170 и 210 во Битола, во 2026 година се планираат дополнителни 4 милиони денари заради изведба на фекални атмосферски приклучоци кои не беа дел од предмер пресметката. Во ЈИГ, реконструкција на канализациона мрежа на улица Караорман, дел од средствата планирани во 2026 година во износ од 916.941 денар, се префрлат во 2025 година заради доделени средства од МТВ за декада на роми. Дополнително во ова буџетска програма се додаваат три нови развојни програми, и тоа ЈИД, реконструкција на канализациона мрежа на улица Јорго Костовски, а распределбата на средства по година е прикажана во табелот прилог 1, чистење на отворениот канал на улица Јадранска кај основното училиште Климент Охридски, а распределбата на средства по години е прикажана во табелот прилог 1, и ЈИС, реконструкција на канализациона мрежа на улица Маркс и Енгелс, а распределбата на средства по години е прикажана во табелот прилог 1. Во буџетската програма ЈГ, изградба и реконструкција на системи за водоснабдување, се вршат измени во развојните програми ЈГЦ, реконструкција на водоводна мрежа на улиците 11 март, Козара, Панде Николов, Димитрije Туцовик. Во 2026 година се планираат дополнителни 1 милион денари заради анекс кон договорот. Во ЈГХ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Нико Фундали, во 2026 година се планираат дополнителни 382.981 денар заради анекс кон договорот, и во ЈГЛ, реконструкција на водоводна линија на патот Битола село Пашево село Логоварди, во 2026 година се планираат дополнителни 1 милион денари заради анекс кон договорот. Дополнително, во ова буџетска програма се додаваат 4 нови развојни програми, и тоа од програмата за уредување на градежно земјиште на подрачна општина Битола за 2025 година се префрла изградба на водоводна мрежа на дел од улица СРУ 5 во Арама 4-1 до спортска сала во нова развојна програма ЈГ. Овде треба само да проверам буквата. Дополнително ќе ви кажам точно која буква е. Не е еден.
и во 2026 година се планираат дополнителни 1.700.000 денари заради изведба на крак од другата страна на коловозот, кој не беше претходно земен во предвид заради динамика на реализација. ЈГВ, дислокација на водоводна мрежа на улица Јорго Костовски со распределба на средства по години прикажана во табелот прилог 1. Од програмата за уредување на градежното земјиште на подрачна општина Битола за 2025 се префрла изградба на водоводна мрежа на улиците Дуб за БЛР 4, Дуб за БЛР 4 блок 2 за улиците 100, 170, 210 во нова развојна програма ЈГД и во 2026 година се планираат дополнителни 5.900.000 денари заради реконструкција на водоводна мрежа на дел од улиците 100, и 210 заедно со се водоводни приклучоци кои не беа дел од предмет пресметката на проектот. ЈГС, реконструкција на водоводна мрежа на улица Маркс и Енгелс, а распределбата на средства по години е прикажана во табелот прилог 1. Број 8, буџетска програма ЈЛ, изградба на други објекти, го менува името во капитални расходи за други комунални услуги и во неа се додаваат следните развојни програми. ЈЛК, втора фаза од партерно уредување на просторот околу музејот, делот зад кулите, а распределба на средства по години е прикажана во табелот прилог број 1. ЈЛЦ, санација со тампон на просторот околу трафостаницата кај јужната трибина со потпорен зид, а распределбата на средства по години е прикажана во табелата од прилог број 1. ЈЛY, надзор над изградбата, а распределба на средствата по години е прикажана во табелот прилог број 1. Точка број 9. Исто така во програмата за развојни планови 2025-2027 година се воведува нова буџетска програма ЈФ, изградба на сообраќајна сигнализација, која ги содржи следните развојни програми. ЈФГ, хидраулични столпчиња во старата чаршија, а средствата се распределени по години, како прикажани како во табелата од прилог број 1. ЈФК, поставување на семафори на пешачки премин кај Камен Мосије Пинал, а распределбата на средства по години е прикажана во табелата од прилог број 1. И ЈЛГ, средства за смирување на сообраќајот пред училиштата се намалува дел од средствата планирани во 25-та во износ од 1 милион денари заради вредност постигната на аукција со постапката за јавна набавка за избор на изведувач и склучен договор, значи со помалку средства, а нејзиното ново име е ЈФГ. Ова е се во развојната програма. Ти благодарам, Маријана. Дали има некој прашање? Павеле Корлевски. Прво прашање во однос, бидејќи спомнавте дека сите овие средства се од страна на унгарскиот кредит, за збораме за проектите, колкав е рокот и кога треба започне или што треба дали имаме нешто ограничување во текот на оваа година збораме, фискално, за реализација на дел од тие проекти збораме, за отпочнување или така натаму. Значи вака, јас се уште договори немаме добиено во одделението за да можам да одговорам на ова прашање. Можда ова прашање ќе треба да го доставите на писмено до раководството за да одговори што ќе содржат тие договори. Немам сознанија за договорите. Чисто само со што се аплицирало и што е одобрено и тоа е внесено во развојната програма. А конкретни договори немам на увид и не можам да одговорам на ова прашање. Втора работа во однос на сите овие проекти кои што ги наведовте со финансиски средства, јас пред мене ги гледам начините кои што владата донесла заклучок во врска со предлогот на Министерството за финансии за условите од кредитната линија на унгарскиот кредит и сите овие проекти за кои што ги споменавте пред малку и се за што зборавте, значи вели во една точка вели сопствено учество на крајниот корисник, тоест ние како општина Битола од минимум 20% од купната вредност од инвестицијата. Наведена е во развојната програма од тие 20% од купната вредност? Вака. Да ја отплатиме, збораме во рок од наведен согласно договорот е од рок на отплата од страна на крајниот корисник, зборам крајен, што сме ние, не како држава, е 15 години со вклучен период од 3 години, грейс период, кај што 3 години нема се плаќа камата,
Затоа зборам, значи тие 20% дали ги имаме испланирано како финансиски средства за да не се оптеретуваат следните буџети кои што нормално бидејќи е крај на оваа локална самоуправа без оглед, значи зборам како совет, како мандати, како градоначалник и така натаму, дали се вклучени во овој ребаланс бидејќи правиме мовет за развојни програми во делот на јавни и комунални дејности. Исто и за ова прашање ќе треба да добиете одговор од раководството, бидејќи во овие развојни програми се внесени податоците од табелите кои што се објавени во службен весник, согласно вредноста на чинење на проектот и вредноста во 2025 година колку пари треба да имаме предвидено. Дали во тие суми е тоа вкалкулирано, јас не можам да одговорам. Добро, зборавме за сите 4 точки, така по однос на развојните и за осветлување, така да сите може. Сакате да ги прочитам? Да ги прочита сите, ако сакате, после да... Мислам, овие двете Повели програми, Маријана и за останатите две точки. Вака. И после да се разгледуваат сите заедно, за да можат да поставуваат прашања. Значи вака, во програмата за јавно осветлување, измената се однесува на реконструкција на уличното осветлување на 100, 500, 170 и 210, се трга од оваа програма и се носи во развојната. Значи, тоа го прочитав како дел од развојната и во програмата за уредување на градежно земјиште, сега ќе ги прочитам само измените. Мислам, ја имате или има потреба да ја читам цела? Не. Значи, измените во оваа програма се сведуваат на следно. Изградба на водоводна мрежа на дел од улица СРУ 5 во Арама до спортска сала, значи ова се префрла во развојна програма. Реконструкција на коловоз на дел од улица Даме Груев во населба Мал Парис, исто се префрла во развојна програма. Се додаваат во оваа програма дополнителни 3 милиони денари за крпење на ударни дупки со асфалт и камена коцка, значи имавме 6, сега се предвидени уште 3 дополнителни 9. Санација на коловозот заради поставување на семафори на Солунска и Димитар Илиевски муратот од оваа програма се трга и се пренесува, се носи во развојна програма во новата буџетска програма за светлосна сигнализација. Имаме дополнително предвидени пари во оваа програма од 300.000 денари за изведба на канализационен приклучок на градинката во Арама, значи секој објект приклучокот е должен сам да си го плати, ние како општина треба да го изведиме, да го платиме овој приклучок. Реконструкција на водоводната мрежа на улиците 100, 500, 170 и 210 исто од оваа програма оди во развојна програма. И имаме додадено една нова ставка, услуга за лабораториско испитување на асфалт од 500.000 денари. Тоа е во оваа програма, парите ги имаме предвидено во годишната програма. Тоа се измените што се однесуваат во програмата за уредување на градежно земјиште. Ти благодарам. Кој има прашање по однос на сите точки, слободно, прв Корлевски се. Се извинувам уште значи ова прашање. Во однос, баш токму разговаравме меѓутоа неофицијално пред почетокот. Во однос на овие половина милион денари што ги правиме за лабораториско испитување, веројатно се работи за улицата Бурса, мислам тоа беше и разговор. Што ќе постигнеме во однос на таа работа, бидејќи во јавноста се отвара таа дилема, значи дека разговараме, некој вела дека има помалку асфалт, некој дека не е квалитетен, значи лабораторијата ќе покаже за квалитетот. Ви благодарам на поставеното прашање, што имаме можност како стручни лица да дајме одговор, бидејќи во јавноста беше, да не употребам некој збор, се изнесуваа секакви изјави. Впрочем, граѓаните имат право се да коментираат. Овие средства се предвидени за да можеме ние како општина, независно од она што го добиваме како извештај од изведувачот и потврден од надзорот, да можеме да го провериме дали тоа е така. Од кои причини? Од причини што добиваме извештаи потврдени од акредитирани лаборатории и потврдени од надзор, бидејќи надзорот се повикува на извештајот од акредитираната лабораторија, во кои што извештаи добиваме позитивни резултати. А на терен не треба
лабораториски извештај да имаме, на терен се гледа дека нешто не е во ред. За да можеме ние, како крајен корисник, да превземиме соодветни мерки формално правно, зборувам, во правни процедури, имаме потреба да ги побиеме, доколку успееме, да ги побиеме тие нивни извештаи. Само ќе кажам еден пластичен пример. Значи, при изведба на било која улица, еве конкретно за коловоз, ретко се случува, или никогаш скоро, изведувачот да има своја асфалтна база. Бидејќи пак ако го побараме тоа како услов во постапката, тоа ја намалува конкуренцијата или нема да имаме изведувач избран. Значи, тие имаат можност да се исклучат како договор со некој економски оператор, од каде што тие ќе набавуваат асфалт. Сега, асфалтната база, од каде што го добиваат асфалтот, треба во моментот кога ќе го предава асфалтот на изведувачот, да достави лабораториски извештај од топол асфалт. И таа си има своја лабораторија и доставува извештај за тој асфалт кој што го доставува. Тој извештај е прилог во извештајот од надзор, во завршниот извештај од надзор кој што ние го добиваме. Значи, надзорот го гледа дека е позитивен извештајот и вели дека ова е тоа, јас го добивам од акредитирана лабораторија. Изведувачот, кога ќе го вгради тој асфалт, е должен на крајот да земи кернови на одредени места каде што ќе му кажи надзорот, каде што ќе се посомнева дека не е квалитетно. Во многу случаи, можда во 95% на случаите, ние сме присутни таму и велиме сакаме од овде да земите, сакаме од овде да земите. Значи, изведувачот си ангажира своја лабораторија сега, за да ги испита тие кернови. И тој ја плаќа. И ние сега од таа втора лабораторија повторно добиваме позитивен извештај. Дека керновите, дебелината, гранулацијата, дека е во ред. Добиваме позитивни извештаи за она што се случуваше на, сега можам да кажам дека во замав е земено на повеќе улици за кои што бараме корекции, преасфалтирање, и изведувачите ни реагираат, викаат асфалтот е во ред. А вие тука ќе ме прашате и ќе ми речете не треба извештај, одете, видете дека дупки има на асфалтот. Од тие причини, за да можеме да поведиме, затоа што на булеварот 1 мај, кога го корневме асфалтот, ние ангажиравме независна лабораторија. И таа независна лабораторија покажа други резултати од тоа што го имавме како резултат и од асфалтната база и од резултатот на изведувачот. На тој начин, ние му кажавме дека ова мора да си го преасфалтирате на ваш трошок. Ние тоа не го плативме. За да имаме механизам како да се справиме со ваквите појави и да знаат дека ќе ангажираме независни лаборатории, трети, независно од тие двете кои што ние гледаме со кој имат склучено договор, која лабораторија дала прв извештај, која лабораторија дала втори извештај, и тие ги исклучуваме. За да можеме тоа да го направиме, побаравме да предвидиме средства кои што ќе се употребуваат таму каде што ќе има потреба. Може ќе има потреба, можда нема да има потреба. Значи, за тоа се тие пари предвидени. И ви благодарам на поставеното прашање. Павеле, имаш уште да. Работа само, дали ќе може да го ставите овој договор за асфалтирање едноставно за Бурса, бидејќи спомнавте за правна процедура, договорот за асфалтирање со фирмата кој што го имате? Договорот ние го немаме, бидејќи Бурса одеше преку влада, преку министерство. Ние немавме. Можеме негде да го добиеме. Можеме да го побараме, официјално ќе го побараме, ако ни го достават. Ако може, мислам да го. Ако ќе ни го достават, ќе ви го дајме. Тој беше во пакет со недопирливи. Недопирливи и Бурса беа во еден пакет со Светска банка. Добре. И изведувачот си го избра
Министерството и ние бевме само како координатори следачи на проектот во делот доколку имаше наши беа проектите, бидејќи беше наша проектна документацијата, ние го следевме на некој начин, ја следевме реализацијата на тој проект. Меѓутоа ниту можевме да влијаеме во склучување на договорите, во тендерите, во надзорите, значи тоа беше нивна обврска. Ќе се обидиме, ќе го побараме. Како? Не знам, тоа ќе го побараме, доколку го добиеме, ќе ви го доставиме. Друг дали има прашање? Павел Адамовски. Ме интересира мене за спортските игралишта. Баш може ја ви покажам тука на лаптопот. Состојбата како е со нив, пошто гледам има и добри суми одделени за 2025-та. Да ми кажете ситуацијата, докаде, кога ќе се започне, нема да се започне ова година? Па еве изградба на спортски игралишта во Гоце Делчев, во Дамегров, тука може да ги видите еве на лаптоп. Значи вака, спортските игралишта кои што беа составен дел од развојната програма претходно. Сите тие активности што се одвиват за да се реализира ова развојна програма во овие 3 години. И дали е законски да имаме ние со 2 милиарди само развојна програма? Дали е законски, не можам да одговорам и не знам. Јас не сум економист. Што не знаеш, не знаеш. Значи, јас не сум економист за да кажам дали ова согласно закон издржано или не. Добро. Мислам, тоа си има други кои што треба тоа да го кажат. А во поглед на реализацијата на оваа програма, кој е капацитетот, значи, ќе треба да се бара начин за да се реализира. А дали ќе се реализира, не можам да одговорам. Знаете зошто ви го поставам ова прашање? Затоа што во ова развојна програма има 165 ставки. Значи јас не верувам, не знам, ама не верувам дека некогаш постоело развојна програма со толку ставки. Не постоја. И заради тоа ги поставувам вака прашањата затоа што не знам како да ги формулирам поинаку. И не памтам тоа што читам на почетокот, кога ќе стигнам до крајот, не памтам што прочитав на почетокот. Јас затоа се обидов, кога ја читав развојната програма, да ви објаснам, мислам, навистина е обемна, и се обидов да ви кажам што содржи првиот дел. Во тој првиот дел се 2 дела, еден дел од старата развојна програма и еден дел кои се нови додадени. Тој дел прв е дел кој што се однесува на средствата од кредитот и втор дел од развојната програма во која што правиме измени и дополнувања на постоечките во постоечкиот дел и нови кои што дополнително ние ги ставаме во развојната програма. Значи јас се обидов да ви кажам се колку можевте да ме пратите. Значи И колку можевте да разберете. Не е толку лесно за да го испратиме ова. И ова и дома го читав јас, ви кажувам дека да го исчиташ секој ќе стигнеш до крајот, не верувам дека некој знае што чита на почетокот, затоа што ние не сме навлезени под лабука како вие во одделението што работите со тие проекти, изведби, сите тие работи. И за координацијата. Најважно е дали ќе како да ви кажам, например, ако почнете да ги изведвате сите овие спортски сали и ако треба да направите 4 улици, ќе можете тоа да го направите? Можеби ќе се појача во одделението кадровски, не можам да одговорам, значи што се стават, се планира и кадрови. Во моментот може. Вака со ова ваша структура на одделение на се. Во моментот не може толкава обемна програма во исто време, само јас мислам дека овој на некој начин ќе се подели во етапи, не може цело наеднаш. Затоа и постојат тие 3 години, добро, меѓутоа прашувам шта би било, как би било. Ме интересира вака, дали имаш податок, Маријана,
колку е сумата на спортските сали што од кредитот, од парите што ги добиваме од владата, независно маđарски, ваков таков, сите овие што се наведени овде спортски сали, дали е Спортски сали или спортски игралишта? И игралишта, и сали, еве салите нека бидат. Дали имаш во сума колку е тоа? Да. Значи, ако се отвори службениот весник, во службениот весник можат тие се сите таксативно наведени колку износот на секој проект и во другата табела е колку износот во 2025. Само би да не ги собираме сега, значи службен весник број 135. Добро. И за сите општини што е доделено и поделено, значи има и може во општина Битола да се види. Мислам дека се тие преку Министерство за спорт и млади или преку образование, значи тоа ќе го видите и ќе ги соберите, ќе видите колку вкупно изнесува делот во за спорт. Јас имам некоја сума, ма реков ако имаш да се Не, споредам сам со тебе. Конкретно за нив собрани ги немам, меѓутоа во службениот весник ви кажав 135. Мислам дека немам друго што да прашам. Мој заклучок е дека се е преобемно, се е пренадуено и дека ваква развојна програма не знам. Немам коментар. Ај, толку. Благодарам. Прашања дополнителни дали има? За сите, поднос на сите три точки разговараме, значи сега да ве подсетам. Дали има некои дополнителни прашања? Во ред, доколку нема, преминуваме кон гласање. Точка број 1. Програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за периодот од 2025 до 2027 година. Кој е за? 1 за. Против? Воздржани? 2. Втора точка. Програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 1 за. Против? Воздржани? 2. Трета точка. Програма за измени и дополнување на програмата за користење и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 1 за. Против? Воздржани? 2. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, ви благодарам на сите за присуството.